се разбира дека нема да има таков данок. Јас се извинувам на тие кои што можеби погрешно ја протолкуваа таа моја иницијатива. Но факт е дека сум исклучително загрижен за демографската состојба во Македонија. И факт е дека како председател на владата моја одговорност е да бидам загрижен за демографската иднина на мојата татковина, затоа што јас сум председател на владата кој што исклучително длабоко се занимава со демографијата и демографските движења, не само кај нас во Македонија, туку и пошироко, но на кое што можам да го заклучам е дека ние тивко исчезнуваме и изумираме. И тоа поминува така незабележано. И тоа поминува така како да е општо прифатен факт и ние треба да се помириме со тоа. Јас не можам и би било неодговорно од моја страна да се поминам со фактот да во 2016 година се родени 23.000 бебиња во Македонија, во 2024 16.000. Тоа е рецесија од 30%. Да во 2021 година имаме нешто повеќе од 13.300 брака, а во 2024 3 години потоа имаме 11.100 брака. Тоа е 17% рецесија. И кога јас би бил собственик на компанија, кога јас би се грижил за мојата компанија, кога би имал вакви параметри, јас озбилно би се позанимал што правиме и каква ќе биде иднината, а не да премолчувам и да гледам како ми поминува пред очи и ми завршува сето она кое што сум вложувал. Јас ја сакам мојата држава, ја сакам мојот народ, ги сакам граѓаните на оваа држава. И немаше да биде и нема да биде неодговорно ако јас тоа го премолчам. И се радувам на јавна дебата, ми пишуваат луѓе, треба со поддршка финансиска владата да излезе и така натаму. Не е тоа решението. Зошто тоа не е решението? Затоа што, еве да речеме, едно најбогатите светски економии, тоа е Јужна Кореја. Држава со би рекол најнизок фертилитет во светот. Има потрошено според Guardian 270 милиарди долари последниве 15 години, според CNN 200 милиарди долари во последниве 15 години, за да стигне да стапка на фертилитет 0,75. Главниот град Сеул има ставка на фертилитет 0,5. Тоа значи две мајки раѓаат едно дете. Потрошени се повеќе од 200 милиарди долари, значи не е до финансиите, до срцето и до главата, до желбата и до умот. И затоа треба од најмлади да работиме со децата. И затоа инсистирам во читанката да биде поим за семејство не јас, мама и тато, туку да биде јас, мама и тато, бато и дада. Мора да, ако сакаме да обстоиме и како народ, и како нација, и како држава, тоа е иднината и мора да се бориме против ова. И јас јавно повикувам на ваква дебата. Сите заедно да видиме што можеме да направиме. Грција ќе потроши 20 милиарди евра оваа година. Првиот квартал има за 14% помалку родени бебиња споредено со првиот квартал минатата година. Иста е состојбата во Полска, Германија преку 300 милиарди. Ланската година беше рекордно најниска според фертилитетот. Не е до парите, до срцето и до умот. Ајде сите да работиме, да не ни се случи ова. И конечно, јас излегов на избори, заедно со моите соработници со програма, во која што немаше родител 1 и родител 2, туку имаше татко и мајка. Излегов на избори каде што семејството беше прво, каде што имаше парада на семејството. И тоа е моја гордост. Парадата на семејната парада, тоа е мојата гордост и тоа е иднината на мојата држава. Може некој ќе ми замери. Тоа е тоа. Не можам на сите да им погодам. Но ова е политиката која што јас додека сум председател на владата ќе ја водам. И повторно ќе кажам, се разбира, нема никакви даноци. Целта ни беше само да испровоцираме јавна дебата и се извинувам длабоко ако некој погрешно ме разбарал и свата. Ајде сите заедно да работиме, да ни се раѓаат повеќе дечиња, да ни се полни училиштата, за побогата економија, за побогата Македонија, за поуспешни спортисти. Природно е тоа.